вечер. Јас сум Катерина Нацева, а ова е централното издание на Дневникот на К1 телевизија. Ова се настаните на денот. Вечерва започнува 15-тото издание на фестивалот на античка драма Стоби. Складишта Зарско ѓубре предуслов за сточарите да добиваат субвенции за своето производство и добитокот. 10-ти симпозиум на стоматолози во Кавадарци Тиквеш 2016. Органското земјоделие е иднината на земјоделците. Македонија има услови за развој на овој вид на земјоделие. Иако процентот на застапеност ни одалеку не е посакуваното ниво, она што ги радува е фактот дека има интерес кај земјоделците за премин од конвенционално во органско земјоделие. На оваа тема имавме линковско вклучување во вестите во 16:30 часот. Еве дел од разговорот кој го водеше колешката Дијана Иванова. Органското производство во Република Македонија нажалост е се уште на мал согласно капацитетите кои што ги имаме како држава на многу мали површини. Се работи за некои отприлика 3000 хектари, што е навистина недоволно, уште еднаш би рекла со оглед на убавите услови со кои што располагаме. Што е она што го прави Министерството за да се промени ваквата слика на теренот? Навистина напорно работиме. Почнувајќи од 2006-2007 година, целосно сме посветени на развојот на органското производство во доменот кој што ни дозволува. Тоа значи дека во однос на законската регулатива комплетно сме согласени, секогаш први во регионот со европското законодавство. Субвенциите кои што како држава ги даваме се навистина големи, дури во некои мерки сме идентични со оние од Европската Унија. До 2015 година доделувавме 30% зголемени субвенции за органско производство по хектар во растителното производство и по глава на добиток во сточарството. Меѓутоа, во однос на конвенционалното 30% зголемени, меѓутоа од 2015 некои мерки зголемивме за 50%, некои мерки ги зголемивме за 70%, а градинарството го зголемивме за 100% зголемени, значи субвенции во однос на конвенционалното. Од 2007 некаде до 2012-13 органското производство во Македонија растеше во една нагорна линија, имавме зголемен интерес од страна на фармерите, меѓутоа во тој еден период настана стагнација и во тој период како министерство се трудевме да ги детектираме недостатоците, проблемите кои што доведоа до стопирање на овој нагорен пораст. Ги детектиравме проблемите и сега работиме еден по еден да ги решаваме. А еве би навела еден или два проблеми кои што сметаме дека се пречка во развојот, кои што ги детектиравме во разговор со фармерите и другите вклучени во овој систем. Пред се, фармерите ни посочија дека нема доволно репроматеријали. Пред се мисли на ѓубрива и средства за заштита кои што се дозволени во органското. На пазарот во Македонија тие нам ни рекоа дека такви средства нема. Се менува ли ситуацијата? Работите ли овие препарати да ги донесете еколошки за да бидат здрави? Ние не можеме, тоа мораат да го направат компаниите кои што со тоа се занимаваат, кои тргуваат и ние веднаш по оваа информација од фармерите ги повикавме сериозните компании кои работат во Македонија со препарати за заштита и ѓубрива и тие ни информираат дека тие всушност имаат во нивната палета на хемиски препарати, имаат можеби скромна бројка, една компанија има 2, 3, 5 средства за заштита кои фармерите па не знаеле. Така да ние тука направивме едно поврзување, меѓутоа за поголемо информирање на фармерите тргнавме во една кампања, Министерството заедно со тие компании одиме низ Македонија и ги презентираме тие препарати за заштита. Програмата за зголемување на пазарната вработливост работи интензивно на поддршка на органското земјоделско производство во Македонија и за таа цел, со цел да сето тоа го приближиме и до самите земјоделци да бидат
подготвени да работат и да се одлучат да работат во органското земјоделско производство, а и да ги убедиме крајните купувачи во квалитетот на органските производи. Интензивно започнавме да соработуваме со медиумите и со сите новинари кои работат во секторот за земјоделство, меѓутоа и во секторот за економија. Поради тоа, денес започнуваме голема кампања во соработка со Министерството за земјоделство и Сдруженијето на агроновинари да промовираме органско земјоделско производство во Република Македонија, да ги промовираме бенефитите, предностите и предизвиците со кои се соочуваме во органското земјоделско производство. Мораме да кажеме дека органското производство во Македонија има огромни капацитети. Имаме можности, имаме предности, меѓутоа не сме подготвени, не сме организирани. Имаме капацитет како човечки потенцијал, имаме природни ресурси, меѓутоа не сме спремни и немаме пристап ни до информации, ни до семенски материјал, ни до средства за заштита. Ние како програма се обидуваме сите тие да ги поврземе и до крајните оној производ кој ќе го произведеме да биде по нова технологија, по барањето на странските пазари, носиме странски купувачи кои доаѓаат и ги поврзуваме со локалните маркети. И морам да кажам дека купувачите во Германија и во Швајцарија досега набавувале органски производи од Кина. Меѓутоа, самите купувачи во Европската унија и во Швајцарија сакаат производи кои не се произведени во Кина, бидејќи веќе почитувањето на стандардите во Кина не е на задоволително ниво и сакаат производи кои се произведени во регионот. Складишта за арско ѓубре ќе мора да има секоја сточарска фирма доколку сака да добива субвенции за своето производство и за добитокот. Трошоците за складиштата ќе може да ги обезбедат преку ИПАРД програмата. Валентина Михајловска на оваа тема. Сточарските фарми мораат да имаат складишта за арско ѓубре за да добијат субвенции за своето производство и за добитокот. Половината од парите за трошоците, доколку сакаат, можат да ги обезбедат со ИПАРД програмата. Обврската е за стопанствата со повеќе од 50 крави, 250 свињи, 5000 несилки или 10.000 бројлери. Складиштата за арско ѓубриво на земјоделските површини, односно на нивите, мора да бидат оддалечени најмалку 10 метри од брегот на реките и езерата и 25 метри од бунарите и од каналите. Тие треба да го спречат загадувањето на водите и воздухот, како и да обезбедат минимално губење на хранливите вредности. Неготино ќе биде првата општина во Тиквешијата која ќе добие газ. За овој проект, но и за останатите, како што се проектот за водоснабдување, подобрувањето на патната инфраструктура, во емисијата Отворено за зборува градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. Еве мал дел од разговорот кој го имаше колешката Дијана Иванова. Гасоводот започна уште од изградбата на првата гасоводна мрежа, односно од Клечовце до Штип, и тоа веќе е завршен. Сега другата траса е од Штип до Неготино па до Кавадарци. Тоа е втората траса на примерниот гасовод и ние сме први на линија, значи. После тоа од Неготино еден крак оди до Тец Неготино, а додека другиот оди точно до градот Кавадарци, односно до општина Кавадарци, но минува помеѓу град Неготино и селото Тимјаник, каде што ние како општина, односно како град Неготино, планираме да изградиме секундарна гасификација и тоа е за мене еден од најкапиталните проекти кои треба да се имплементира во наредниот период. Вечерва стартува 15-тото јубилејно издание на интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Фестивалот ќе го отвори представата Медеа од Сашо Димовски во режија на Нената Витанов, а во изведба на Сдруженијето ФАТ Стоби. Со изведбата на представата Медеа во продукција на ФАТ Стоби од Сашо Димовски во режија на Ненат Витанов, вечерва свечено ќе биде отворено јубилејното 15-то издание на фестивалот на античка драма Стоби. До 26 септември, љубителите на театарската уметност ќе имаат можност да погледнат 9 представи. Годинава има 3 меѓународни гостувања и тоа од Казахстан, Бугарија и Србија.
Жири комисијата која ќе ги оценува представите ја сочинуваат Атила Клинче, Дејан Дамјановски и Катерина Коцевска. Од 9 представи, 7 представи се во официјална конкуренција, од кои што 3 се странски, 4 македонски, една представа ќе биде во програмата и една представа која што е специјално направена за затворањето на свеченото затварање и доделата на наградите на фестивалот Стоби. И оваа година ќе се доделат награди за најдобра машка и женска улога, режисер и гран при за најдобра представа. Годинава новина е тркалезната маса која ќе се одржува по представите. Така наречената античка плоча ќе има за цел да каже на кој начин комуницираат античките теми во денешницата и што за нас значи антиката денес, како начин на мисла, нејзината реактуализација во сите сфери на општественото живење и функционирање. Општина Велес оваа година партиципира со 1,2 милиони денари за организација на фестивалот, исто колку и Министерството за култура на Република Македонија. Поради реставрација и реконструкција на античкиот локалитет Стоби, и оваа година фестивалот ќе се одржи во театарот Јордан Хаджиконстантинов Џинот. Околу 300 стоматолози и предавачи од стоматолошкиот факултет од Белград и Загреб денес учествуваа на 10-тиот симпозиум на стоматолози во Кавадарци Тиквеш 2016. Овој симпозиум е со цел докторите по стоматологија да се стекнат со нови знаења и вештини, а истите да ги применат во своите ординации со цел пациентите да имаат подобра здравствена услуга. Денеска во Кавадарци се одржа јубилејниот 10-ти симпозиум на стоматолози, кој годинава имаше меѓународен карактер. Како и секоја година се организира од страна на Сдруженијето на приватни здравствени стоматолошки установи. На симпозиумот имаше повеќе предавачи кои говореа на различни теми. Па со оглед на тоа што имаме една масовна присутност, очекуваме дека овој симпозиум ќе помине во најдобар ред. Очекуваме дека уште еден пат ќе се потврди дека ние сме добри организатори и домаќини и само да напоменем во почетокот овој 10-ти јубилеен, се надеваме дека тој јубилеј е почеток на еден нов јубилеј последната деценија. Па она што беат приоритети во главном, тие проблеми сега се надминати, она што ни представува проблем, за сега тоа лежи таму во Министерството за здравство, Фондот за здравство и тоа го решаваме. Симпозиумот Тиквеш 2016 собра 300 доктори, учесници и предавачи од стоматолошките факултети од Белград и Загреб. Овој симпозиум е со цел докторите по стоматологија да се стекнат со нови знаења и вештини и истите да ги канализираат и применат во своите ординации, се со цел пациентите да имаат подобра здравствена услуга, смета доктор Весна Чемерска-Попова. Задоволни сме затоа што имаме голем број посетители, околу 300 учесници, доктори по стоматологија од цела Македонија. Имаме гости, предавачи од стоматолошкиот факултет во Скопје, стоматолошкиот факултет во Штип и од стоматолошките факултети во Белград и Загреб. Денеска се разговараше за стручни теми и проблеми со кои што секој стоматолог се среќава во секојдневието. Но акцентот беше ставен на современата стоматологија во смисла на користење на компјутеризирана томографија и нови начини на рентген снимање, како и примена на ласерите во стоматологијата. Според статистиките на Светската здравствена организација, срцево-садовите заболувања се причина број 1 за смртност кај населението. Ако порано срцевите заболувања беа карактеристични за возрастните, сега нивната појава е зачестена и кај младата популација. Според доктор Трајков, спортувањето, здравиот начин на живот и откажувањето од пороците е една од најдобрите превенции за ова заболување. И понатаму срцево-садовите заболувања остануваат причина број 1 за смртност кај населението. Ова го покажуваат статистиките на Светската здравствена организација. И анализите кои ги прави епидемиолошката служба во нашата држава даваат исти резултати. Овие заболувања доминираат и во Македонија. Со години, unazad 20-25 години, срцево-садовните заболувања се на прво место. И во однос на морбидитет и однос на морталитет. Не една од последните бројки беше негде околу 58% од сите заболувања во Македонија се однесуваат на срцево-садовни заболувања. При тоа се мисли на коронарна болест, на срцеви мани, се мисли на хипертензијата, како и на периферната циркулација.
Цигарите, алкохолот, мрсната храна, гојазноста и отсуството на физичка активност се дел од факторите кои во голема мера придонесуваат за настанување на кардиоваскуларните заболувања. Оно што е исто така карактеристично, тоа е што одредени други заболувања, например малигни заболувања, не до крај расчистено дали сето тоа се заболувања кои што се последица и на начинот на живење или има и некои други генетски фактори и сето тоа, за разлика од кардиоваскуларните заболувања, кај што дефинитивно е утврдено дека причина за нивната појава е артериосклерозата, која што па настанува како последица на одредени на начинот на живење и на одредени фактори кои што не обкружуваат и кои што се дел од нашето живење. Доктор Трајков дециден, превенцијата е најдобар лек. Спортувањето, здравиот начин на живот и откажувањето од пороците значително ќе го намали ризикот од настанување на срцеви болести. Превенцијата е здрав начин на живење. Здравиот начин на живење тоа значи престанок на пушењето. Јас во принцип како личност мислам дека секој човек треба да го живее животот онака како што тој сака. И никој не треба ништо да се брани. Единствена работа за која што сум апсолутно ригорозен, тоа е дека цигарите мора да престанат. За нив е дефинитивно утврдено дека се еден од главните ризикофактори за коронарна болест, за инфаркт и за притисок. Потоа од однос на начинот на живење, здрава исхрана. Таа здравата исхрана значи употреба на бело месо, на јадење на зеленчук и на овоштие, физичката активност, тоа значи сите луѓе да пешачат. Ако порано срцевите заболувања беа карактеристични за возрастните, сега нивната појава е зачестена и кај младата популација. Двеста деца од 30 градови од Македонија беа дел од 25-тиот државен надпревар по прва помош на Црвениот крст на Република Македонија, кој се одржа во Кавадарци. Надпреварот се организираше под мотото Првата помош за и од децата, а целта беше промоцијата на знаењата на Црвениот крст. Најдобрата екипа ќе ја представува Македонија на европско ниво. Мартина Митков со деталите. Кавадарци денеска беше домакин на 200 деца од 30 градови од Македонија, а поводот за нивното присуство беше 25-тиот државен надпревар по прва помош за екипите на младинци од средните училишта. Целта на овој надпревар е промоција на знаењата за Црвениот крст, бидејќи никој не знае кога ќе му затреба прва помош. Надпреварот се организираше под мотото Прва помош за и од децата. Ова представува голем празник за нас, промоција на Црвениот крст, промоција на знаењата по прва помош, кои што се многу важни, бидејќи никој не знае кога ќе затреба да се укаже прва помош на некого, можеби во некоја ситуација, да спасите и нечiji живот, доколку имате барем минимални познавања од областа на првата помош. Промоција на првата помош и обука на граѓаните е основното нешто што го карактеризира овој надпревар на државно ниво. Оваа година се прославува 71 година од постоењето на Црвениот крст на Република Македонија и 21 година од членството во меѓународната организација. Црвениот крст на Република Македонија е првото сертифицирано друштво во светот помеѓу 190 национални друштва, што е многу значајно за нас, вели председателот на Црвениот крст на Република Македонија Милчо Трајков. Црвениот крст на Република Македонија е првото сертифицирано друштво во светот помеѓу 190 национални друштва, што е голем настан и јас имав таа привилегија и чест да во ноември месец тој сертификат го примам. Тоа е многу добро заради тоа што тоа е мотивација за работа, од друга страна тоа покажува дека Црвениот крст на Република Македонија и на правиот пат, значи успева со оние капацитети и ресурси со кои што ги има максимално да одговори на мисијата која што имаме како национално друштво. Надпреварите се реализираа во градскиот парк во Кавадарци. Домакините имаа своја екипа од Општинскиот Црвен крст од гимназијата Добри Даскалов. Најдобрата екипа ќе ја представува Македонија на европскиот надпревар. Полската школа за плакат представува врвен представник на плакатната уметност во светот по Втората светска војна и креативноста во полското општество по војната. Изложбата која вчера вечер беше поставена во ликовниот салон во Велес е во рамки на проектот Музеум Линк.
Во ликовниот салон отворена е изложбата на врвните полски и европски мајстори на уметноста на плакатот од 1950 до денес. Истата е дел од проектот Музеум Линк, во кој се вклучени 18 музеи од Македонија. Изложбата се реализира во соработка со Полската амбасада во Република Македонија. Полската школа за плакат представува врвен представник на плакатната уметност во светот по Втората светска војна и креативноста во полското општество по војната. Ова се воглавном плакати од поствојниот период, така што веќе тука имаме едни капитални дела, од кои што европската и светската плакатна уметност учи и се уште има да се превземаат многу методи на работа и многу што да се научи од нив. Изложбата ги обединува делата на врвните представници на Полската школа за плакат како Леница, Маевски, Младоженец, Старовјејски, Швиежи, Томашевски и други. Најновите податоци од Државниот завод за статистика велат дека прометот во индустријата остварен на домашен пазар во јули 2016 година во однос на јули 2015 година бележи пораст од 3,5%, а прометот остварен на странските пазари бележи пораст од 16,1%. Според министерот за финансии Кирил Миноски, македонската економија добро се справува со последиците од политичката криза. Ова се вести од Македонија. Индексот на прометот во индустријата во јули оваа година во однос на истиот месец лани изнесува 113,1, објави Државниот завод за статистика. Прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во јули 2016 во однос на јули 2015 бележи пораст од 3,5%, а прометот остварен на странските пазари бележи пораст од 16,1%. Рударство и вадење на камен во јули 2016 во однос на јули 2015 година бележи пораст од 13,5%, а во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 13,1%. Според главните индустријски групи, прометот во јули 2016 во однос на јули лани бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 8,3%, капитални производи за 14,8%, трајни производи за широка потрошувачка за 14,9% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 16,9%, се наведува во извештајот на статистика. Индексот на прометот на индустријата во јули оваа година во однос на јуни минатата изнесува 101,7, додека во периодот јануари-јули 2016 во однос на периодот јануари-јули 2015 изнесува 110,4. Министерот за финансии Кирил Миноски вели дека македонската економија добро се справува со последиците од политичката криза. Според него, политичката криза влијае психолошки на инвеститорите и потрошувачите, а последиците врз економијата се неминовни, доколку се земе предвид негативниот импакт на политичката криза, вели тој. Македонската економија добро се справува со последиците. Доказ за тоа се податоците од вториот квартал, каде има повисок раст за разлика од првиот со 2%, додава Миновски во отвореното студио на ТВ Нова, каде гостуваше заедно со дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов. Европската Унија ги представи новите планови до март 2017. Земјотрес ги потресе Вануату и Индонезија, невреме во Истра. Ова е свето денес. Лидерите на Европската Унија кои се сретнаа на самитот во Братислава без присуство на Велика Британија, се договориле да ги представат новите планови за јакње на Европската Унија до март следната година, изјави германската канцеларка Ангела Меркел. Се согласивме дека поради тоа што Европа се наоѓа во критична состојба по референдумот на Британија, но и поради другите проблеми кои ги имаме,
мораме заеднички да се договориме за работниот план со цел да разгледаме повеќе прашања до 60 годишнината на договорот од Рим, истакна Меркел по завршувањето на самитот. На неформалниот, но исклучително важен самит на лидерите на 27-те членки на ЕУ, најмногу се разговарало за иднината на Европската Унија без Обединетото кралство. Геофизичкиот институт на Соединетите Американски држави јави дека денеска биле регистрирани силни земјотреси на островите Вануату и Индонезија. Нема податоци за настрадани лица или предизвикани материјални штети, а не е издадено ниту предупредување за појава на цунами. Земјотресот во Вануату бил со јачина од 6 степени според Рихтер, а потресот се случил на длабочина од 36,8 км под дното на Тихиот океан, со епицентар на 7 км од Вануату, јави ТАС. Во Индонезија земјотресот бил со јачина од 5,5 степени според Рихтеровата скала, на длабочина од 60,3 км. Епицентарот на потресот бил на 66 км од крајбрежјето на западниот остров Сумата. Хрватскиот полуостров Истра вчера беше погоден со силно невреме проследено со пораен дожд, грмежи и силен ветер. Според хрватските медиуми, најтешко погоден од невремето е градот Пореч. Таму наврнале 80 мм дожд на метар квадратен, улиците биле прекриени со вода, а поплавени се приземните и подрумските простории на повеќе деловни и стамбени згради. Пожарникарите интервенирале на околу 30 повици поради поплави, изјавуваат од регионалната противпожарна служба. Викендов го започнавме со сонце и високи температури. Метеоролозите најавуваат облачност во попладневните часови, нестабилно и локален пороен дожд и грмежи, претежно во западните и југоисточните делови. Се очекува да дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Максималната температура во текот на денот изнесуваше до 32 степен. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион. Ова беше последната информација во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Вие понатаму останете со програмата на К1. Пријатно!